Токму така Искра, за сите прашања и дилеми околу тоа како помина полагањето на државната матура и уписите во средните училишта, одговори во овие вести ќе побараме од Министерката за образование Весна Јанеска. Госпоѓа Јанеска, најпрво да ви се заблагодарам за одвоеното време во овие вести и за почеток да ве прашам, вие споменавте дека државната матура се одвиваше во најдобар ред. Кажете ми на почеток на што се должи тоа? Дали е поради добрата подготвеност на учениците или пак можеби на соодветната контрола од страна на службите за време на тестирањето? Благодарам. Навистина, државната матура и оваа година се одвива така како што треба. Има повеќе елементи на кои што се должи успешното одвивање на матурата. Прво е користење на големите простори, односно амфитеатрите на факултетите, што овозможува подобра прегледност на тестаторите врз работа на учениците. Тоа се покажа и лани успешно и оваа година се потврдува, тука сметам дека и во иднина така ќе биде. Вториот елемент е што оваа година за прв пат имаме државна стручна матура и државна матура, која се разликува по обемот, односно по материјалот кој го учат учениците, по наставните програми и наставните планови, едноставно кажано, и на овој начин исправивме една неправда која со тек на време беше создадена, каде што учениците не беа во рамноправна положба. Сега, учениците се полагаат на оној материјал кој го совладувале 4 години. Мислам дека и учениците навистина се трудат, што е можно повеќе да совладаат од материјалот, што се должи на промоцијата која и Министерството, но и наставниците и менеджментот на училишта веќе 2 години го промовираат дека знаењето е важно и дека на матурата нема да може да има попуштање како што, например, се случувало во минатото. Но тука сум должна да кажам дека и оваа година од матурата се остранети во сите 3 дена околу 60 ученици кои се обиделе да користат нелегални инструменти за полагање на матурата, што во однос на бројката која полагаше навистина е незначителен број. Моето второ прашање до вас е каква е придобивката од новиот метод на полагање на воведен во оваа нова година? Да, веќе спомнав, тој е праведен е методот и очекувам подобри резултати затоа што учениците беа сконцентрирани на материјалот кој веќе го совладувале 4 години. Што е право, навистина е право, изминатите години учениците од средно-стручните училишта има во испитните прашања материјал кој тие не го учеле, затоа што по општо образовните предмети имаат помал број на часови. Сега тестот е прилагоден точно на материјалот кој тие го совладувале. И за крај да ве прашам како помина уписите во средните училишта годинава? За сега без никаков проблем, до сега има над 14.500 апликации, но се уште трае процесот. Очекуваме тој да се зголеми. За прв пат годинава системот не дозволува пријавување на ученици со помал број на поени во училишта каде што е одреден бројот на поените. Па така очекувам дека и во вториот повик има дополнителен број на ученици кои што ќе се пријават и тој е 23 јуни и евентуално она што по некој случај ќе остане незапишано како бројка очекуваме на 20 август кога е третиот повик да се заврши целиот процес. Госпоѓа Јанеска, ја ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и јас вам. Искра, за сега толку од ова линковско вклучување во овие вести, доколку имаш некои прашања, повели.